Почитувани, ВМРО-ДПМН активно работи на намалување на невработеноста во земјава, а еден од нашите главни приоритети е и отварање на нови работни места. Посветено работиме на стимулирање на младите преку обуки, практиканства и креирање на нови можности за вработување. Покажуваме дека како влада се грижиме за граѓаните, имајќи предвид дека средствата за оперативниот план за вработување во 2025 година беа зголемени за 7,4 милиони евра во споредба со 2024 година. Во рамките на оперативниот план за вработување за 2025 година за прв пат беа воведени таргетирани мерки за младите, особено програмата за самовработување со грант. Во овие мерки беа вклучени над 2600 лица, од кои што речиси 1500 беа млади до 29 години. Мерката беше успешно реализирана, при што беа отворени речиси 2200 нови правни субјекти. Продолжувајќи со иста посветеност, оперативниот план за вработување за 2026 година предвидува опфат од над 10.000 лица и е во вредност од речиси 40 милиони евра. За таа цел предвидени се повеќе од 32 милиони евра директно наменети за мерки за вработување, при што младите повторно се во фокусот. Најголем дел од средствата се насочени кон лица до 29 години. Оперативниот план за 2026 година предвидува вклучување на речиси 6.000 млади лица до 29 години. Дополнително предвидена и стимулација за вработување на младите во производните капацитети, каде што за околу 3.500 млади лица до 23 години е обезбеден младински додаток од 3.000 денари. Воедно се предвидуваат и обуки, практиканства и мерки за унапредување на вештините и квалификациите со цел полесна интеграција на пазарот на труд. Преку мерката самовработување предприемништво се очекува отварање на над 2000 нови работни места, додека со мерката поддршка за креирање нови работни места ќе се поддржи вработување на над 1500 лица. Со овие две мерки ќе бидат опфатени повеќе од 3500 лица. Владата предводена од ВМРО-ДПМН активно работи на справување со предизвикот на невработеноста, преку поддршка за самовработување, отварање на нови бизниси, практиканства и обуки. Владата настојува да им овозможи на младите полесно да стекнат прво работно искуство, да останат во земјата и да создаваат сопствена економска сигурност. Целта е да се создаде поактивен пазар на труд, да се поттикне предприемништвото и да се обезбедат подобри можности за граѓаните да ја градат својата иднина дома. Ви благодарам.